Предлагаме воведување дополнителна стапка од 8% за делот од доходот кој надминува 90.000 денари месечно. Пред точно една година власта воведе нов модел за персонален данок. До тогашниот рамен се замени со прогресивен. Ние сме левичари и редот е сите граѓани кои што имаат поголеми приходи, посебно приходите поголеми, еве да и кажам, поголеми од 1500, 2000, 2000, 3000, 5000 евра, да платат повеќе. Прогресивниот данок го поздрави Европската комисија со очекување на краток рок да ги подобри јавните финансии. За беше и Светска банка, која уште претходно проценуваше дека мерката може да ја намали нееднаквоста. Но набрзо по смината на кормиларот во Министерството за финансии, владата реши да го замрзне прогресивниот данок. Не ги даде очекуваните резултати, веројатно од две причини. Прво сме окружени во регион каде што даноците се многу ниски и се генерално рамен данок. Тоа дефинитивно на многу голема мобилност на капиталот овозможува веднаш отварање на сметки надвор од државата, преместување на компании надвор од државата. Кој заев е во право? Робин Худ е бандит херој од британскиот фолклор, кој за цел свет е синоним за земање од богатите за да им се даде на сиромашните. Иако ниту една држава не може да се нарече бандит кога ги собира даноците. Воведувањето на прогресивниот данок во земјава беше брането токму со Робин Худовската благородна мисија. Средствата од праведното оденочување се користат за поддршка на социјалната реформа, односно обезбедување на фера општество и праведен раст за сите. Идејата беше околу 10.000 граѓани во земјава кои земаат плата над 90.000 денари да плаќаат повисок данок од тие со помали плати. Например, некој што имал нето плата од 105.000 денари, поново плаќа 1.457 денари повеќе од тоа што го плаќал претходно. Проекцијата на Тевдовски беше дека на тој начин ќе се соберат 25 милиони евра плюс годишно во буџетот, кои потоа ќе одат за социјални трансфери. Основната теза за замрзнувањето на мерката на неговата наследничка Нина Ангеловска е дека ако останел стариот модел, ќе се собереле повеќе пари од предвиденото. Во првите 6 месеци од годината, од воведувањето на прогресивниот и повисок данок на доход, се собрани околу 12 милиони евра, а ако субјектите се однесувале онака како што се однесувале во првата половина на 2018 година, требало да се соберат 19 милиони. Ако се правеше проекцијата, Главниот контрааргумент неколку пати го повтори најблискиот советник на екс-министерот Тевдовски, а тоа е дека проектираните дополнителни 25 милиони евра од прогресивниот данок веќе се собрани. Остварувањето од првите 9 месеци од оваа година, кои што исто така се достапни на сајтот на Министерството за финансии, кажува дека растот на приходите во првите 9 месеци само е 27 милиони евра. Односно, само во првите 9 месеци ние имаме поголеми приходи отколку што сме планирале, односно сме проектирале. Ако се погледнат бројките за прибраниот персонален данок во последната деценија, и тоа за првите 9 месеци од годините, фактите се следни. За првите 9 месеци во 2019 година се собрани 27 милиони евра повеќе споредено со истиот период во 2018 година, што на прв поглед не оди во прилог на тврдењата на новата министерка дека мерката не дала резултати. Но ако се погледнат и претходните години, може да се види дека прибирањето на персоналниот данок растело секоја година без промена на моделот на оданочување. Тоа значи дека и без прогресивниот данок приходите најверојатно ќе пораснеле, што сепак не може да го покрие фактот дека годинашново зголемување е рекордно. Затоа и прашавме во Министерството за финансии зошто тврдат дека мерката не го дала постакуваниот резултат кога е очигледно рекордното зголемување. Оттаму сега признаваат дека растот на приходите од прогресивниот данок е како што планирал Драган Тевдовски, но велат дека тоа не е најважно. Иницијалната проекција за целата 2019 година дека ќе се приберат 25 милиони евра од прогресивниот и повисок данок на доход ќе биде остварена, но тоа не е клучното прашање. Потенцијалниот приход доколку данокот ја остварил својата цел за прераспределба на доходот и субјектите не го промениле своето однесување, односно немало даночно избегнување, ќе бил 19,2 милиони евра. Зошто биле проектирани средства пониски од потенцијалот не е прашање што треба да го адресирате кон мене. Во овој одговор се содржи и вториот главен аргумент за замрзнување на прогресивното оданочување, дека по промената на моделот многу лица и компании нашле начин да избегнат повисок данок. Некои даночни обврзници, без оглед дали индивиди или цели фирми, ги нема во систем, може би одлучиле да се префрлат во некој друг даночен систем, кој потенцијално им нуди подобар даночен третман и услови.
Другото е дека некои даночни обврзници одлучиле дел од своите доходи, како што може да видиме, да ги префрлат на други лица со цел да не го надминат прагот за плаќање на прогресивната даночна стапка и со тоа направиле фиктивно подобра прераспределба. 360 степени побара конкретни информации за анализата на финансии, колку лица го напуштиле домашниот даночен систем и колку префрлиле дел од своите примања на други лица за да ја избегнат прогресивната стапка. Наместо бројки добивме објаснување. Самиот наод дека се прибрале значајно средства под потенцијалот укажува дека некои доходи во системот ги нема, како и дека некои доходи кои оригинално би се оданочиле со повисоката стапка биле фиктивно префрлени на други лица, кои се уште не го постигнале или знаат дека нема да го постигнат прагот за прогресивниот данок. Стравувањата на владата беа дека најголем потенцијал да бегаат се вработените во IT секторот, па ги проверивме и бројките на државната статистика. Просечната бруто плата во секторот компјутерско програмирање и консултантски услуги пораснала за 7,7% во првите 8 месеци од годинава, споредено со првите 8 месеци од 2018 година. Или лани во август просечната бруто плата во дејноста била 86.412 денари, а овој август изнесувала 96.847 денари. Дека овој раст воопшто не заостанува зад растот од претходните години, туку оди уште погоре. Говори споредбата на августовската бруто плата лани и во 2017 година, кога е регистрирано зголемување од околу 7.000 денари, што е за 3.500 помалку од годинава во август. Пораснали бројот на работни места во секторот информации и телекомуникации каде спаѓаат програмерите. Само во второто тримесечје од оваа година има 3165 ново вработени споредено со истиот период лани. При споредба на вториот квартал лани со истиот период во 2017 година нема раст, туку намалување, и тоа за околу 2000 вработени во овој сектор. Се забележува пораст во побарувачката на кадри во овој сектор. Ако во вториот квартал лани имало од 195 слободни работни места, оваа година има 363 слободни места за кадри од овој профил. Сумирано, бројките упатуваат на заклучок дека секторот за кој владата е загрижена дека најмногу трпи од прогресивниот данок, не само што не е погоден, туку продолжува да бележи развој. Независно од тоа, чија теза поддржуваат бројките, екс-министрот за финансии Джевдет Хајредини, во чие време персоналецот се оданочуваше со 3 даночни стапки, вели дека владиното премислување е преурането. Овој факт што за толку кратко време се менуваат одредени определби во областа на оданочувањето не се во ред. Познато е дека инвеститорите, граѓаните сакат да знаат даночна политика и намери на владата на долг рок. Jer тој што инвестира во одредена земја не инвестира за 1 или за 2 години. Према тоа, самиот овој факт зборува дека за несериозен пристап кон една сериозна проблематика. Критична за наглата промена е и даночниот советник Славко Лазовски. Според него, даночното избегнување не може да служи како аргумент, бидејќи го има во сите системи. Клучна определба за да некој кој треба да плати данок, а да го избегне истиот, е ако тој почувствува дека данокот е неправеден. Тој по секоја цена ќе се определи таа неправда да ја исправи. И сега што имаме случај во Република Македонија со враќањето на старите решенија или напуштање на прогресивното оданочување. Сега 97% од населението го смета дека ова оданочување е неправедно. И тие ќе се определуваат тоа да го исправат, односно да го избегнат. Она што е неспорен факт е друштвото во кое се враќа Северна Македонија по кусата авантура со прогресивниот данок. На оваа мапа со црвена боја се обележани државите во кои има рамен данок. Меѓу нив се Бугарија, Романија, Босна и Херцеговина, Унгарија, Украина, Белорусија и Русија. Со зелена боја пак се обележани државите со прогресивен данок. Тоа се речиси сите соседи. Албанија, Србија, Грција, но и Хрватска, Словенија, Германија, Франција, Велика Британија, скандинавските и речиси сите други развиени држави во Европа.